Тепачка меѓу турските пратеници од владеачката партија на правдата и развојот и на главната опозицијска Републиканска народна партија се случи за време на дебатата за уставните измени. До тепачката дојде откако пратениците на владеачката партија се обиделе да изабранат на опозицијската пратеничка Фатма Каплан да снима седницата со нејзиниот мобилен телефон. Пратеници од двете партии потоа почнаа да разменуваат упаници пошто председателот на парламентот ја прекина седницата. Пратениците јавно гласаа посебно за секој од 18 членови на законот. Опозицијата беше на став дека според уставот за уставните измени треба да се гласа тајно. Според реформите, председателот на Турција Реджеп Тајип Ердоган ќе може да назначува и да разрешува министри во владата, да се врати како председател на владеачката партија и да владее до 2029 година. Тој главно би владел со председателски декрети за повеќе прашања, без да му биде неопходно консултирање со парламентот. Ердоган и неговите поддржувачи аргументираат дека на Турција и треба силна председателска власт за да се спречи враќањето на нестабилноста, предизвикана од слабите коалицијски влади во минатото. Yunus Basır, pratеник од владеачката партија, вели: Getirmiş olduğumuz sistem tamamen yerlidir, millidir, evrenseldir. O noktada bizim hiçbir endişemiz yok. Türkiye'nin şartlarına da uygun ve çağın gereklerine uygun bir anayasa değişiklik teklifi düzenlenmiştir. Критичарите пак страхуваат дека реформите всушност ќе представуваат легализација на авторитарната власт во Турција. Опозицијскиот пратеник Озгур Озел оценува дека промените се директна закана за парламентарната демократија. Rejimle sorunumuz yok. Sistemin içinde bir partiyiz ve kendi icraatlarımızı vaat ediyoruz diyen bir partinin gerçek yüzünün ortaya çıktığı bir teklifle karşı karşıyayız. Teklif rejim değişikliği teklifidir. За да помине законот за реформи на уставот е неопходна поддршка од 330 од 550 пратеници во парламентот. Потоа, најверојатно напролет би требало да се организира референдум. Владеачката партија има 316 пратеници и бара од опозицијската националистичка партија, Национално движење, да ја поддржи при гласањето.